Денес имаме средба со представници на така наречените млади европски амбасадори. Тоа е една исклучително талентирана група на млади луѓе од Македонија. Вкупно 120 се избрани во Европа, од кои што 10 се од Македонија, што имајќи предвид големината на државата, се работи за една исклучително голема бројка и ќе поразговараме во однос на состојбите во државата и европските интеграции. Иначе ми е особена чест што вчера во рамки на сесијата на парламентарното собрание на Советот на Европа бев избран за подпредседател на Европската народна партија во рамки на Советот на Европа. Тоа значи дека во рамки на најголемата политичка партија во Европа ќе имам можност да ги координирам активностите заедно со председателот на групата во Советот на Европа. Тоа се пред се активности поврзани со делот на заштита на човековите, малцински и јазични права, понатака фери демократски избори, мониторинг на избори, борба со организиран криминал и корупција и економска еднаквост. Покрај мене беа избрани исто така за заменици председатели и господинот Улрих Вокер од Германија, господјата Дора Бакојани од Грција, понатака Бернард Фурние од Франција, колегата Луис од Португалија и колешката што од Норвешка, така што тоа е еден убав настан кој што се случи вчера. Благодарам по елете со прашање. Од она што јавно го слушнав, сите политички партии се согласни со нашиот предлог, односно мислат дека времето на така наречена техничка или пржинска влада заврши. И јас очекувам во текот на утрешната седница нашиот предлог да биде ставен на дневен ред, да биде разгледан и да биде усвоен. Ова е уште едно подавање рака од наша страна, затоа што ние ова го нудиме од опозиција, не од власт, што мислам дека доволно кажува, затоа што механизмот на техничка или пржинска влада е во корист на опозицијата. Ние доброволно се откажуваме од овој механизам, со цел да го скратиме рокот потребен за организирање на избори и од 100 дена колку што се предвидени во оваа техничка влада, да одиме на уставните 45 дена за организација на избори, што ќе скрати многу рокови и што е уште еден аргумент да одиме на брзи предвремени избори, затоа што Македонија непотребно троши време. Од локалните избори до формирањето на влада Македонија изгуби повеќе од 2,5 месеци, тоа е празенот. Известно е дека ќе случат локални избори, прашањето е само кога, да не го губиме времето, да ги направиме веднаш за да не заостанува државата.